Почитувани гледачи, добро вечер. Еве се уште едно издание од веќе редовната емисија Интервју. Со оглед на тоа што се наоѓаме во еден, како што кажувам на неколку пати уназад во емисиите, многу специфичен период. Точно изборната полет е веќе известна и заради тоа па и гостите ги одбираме во тој контекст да можеме да проговориме нешто повеќе, да бидеме што позапознати за изборите и да знаеме точно кого го одбираме и заради што го одбираме. Независно што овој пат знаеме дека сигурни ни се претседателските избори, меѓутоа неизвестноста околу предвременните парламентарни и понатаму останува. Од тие причини вечер овде со нас во студиото е пратеникот Димитар Стевананџија, ваш познат, често пати е овде присутен во нашето студио, меѓутоа овој пат имаме нешто поинаку да проговориме, се со единствена цел, како што реков, да бидеме позапознати за престојните избори. Добро вечер и добро дојдовте по кој знае кој пат во студиото на Канал Блисија. Добро вечер, добро ве најдов и по кој знае кој пат одлично се чувствувам во вашето студио и убеден сум дека ќе имаме една добра дискусија и плодотворна. Се надевам и јас така, пратениче, јас кажав еве и во најавата дека претседателските избори, онака како што е ред, се известни, знаеме датум, знаеме се, постапките оние подготвителни веќе течат, меѓутоа што се работи во моментот во парламентот, онаму каде што вие сте активни, со каква пареја работи парламентот и на што интензивно се работи, дали некои закони се носат позабрзано или што е она што е суштествено во овој момент? Значи, минатиот месец претседателот на Собранието на Република Македонија, господин Трајко Велјановски, ги распиша претседателските избори, односно првиот круг на 13 април. За тоа нема седница, за тоа нема одлука, дискреционо негово право во рамките на законските рокови е да го распише и да го утврди терминот за одржувањето на тие избори. Следствено на тоа, вториот круг ќе биде на 27 април. Интензитетот на работата во Собранието е несмален. Еве и оваа тековна година, оваа тековна недела од понеделник до петок, имаме нова седница, имаме комисиски расправи. Со еден збор кажано, нормално функционираме и гледаме да ги спроведеме сите оние добри законски одлуки кои што идат како предлози во рамките на Собранието од владата на Република Македонија. Како и да е, во овој меѓупериод кога сите очекуваат дали ќе има, дали ќе нема парламентарни избори, можам да кажам дека за нашата политичка опција ние се спремаме генерално за претседателски избори, што самото по себе кажува дека сме спремни за парламентарни избори доколку бидат предвремени. Нашата партиска структура е максимално организирана, максимално добро концепирана и активна на терен, да не не изненадат предходни, односно предвремените парламентарни избори доколку ги има. Краен рок за да се распишат и да се запазат роковите, значи да бидат со вториот круг од претседателските избори е 3 март и до тој период ќе згасне она, значи, неизвестност дали ќе има и дали ќе нема предвремени парламентарни избори. Уште еднаш ќе потврдам, ги имало, ги немало, ние сме спремни. Анкетите се одлични, мислиме дека овој пат ќе извојуваме и најголемата победа доколку има и парламентарни избори. Дали има нешто конкретно сега што е врзано со изборите на кои се работи во Собранието или каде што вие имате некаква обврска како пратеници? Значи, велиме доколку се одлучи сепак да има предвремени парламентарни избори, вие со полна пареја си работите се онаму до 3 март. Меѓутоа, сега дали има некаква позабрзана динамика на донесување на одредени закони, бидејќи еве ако се случи да има и предвремени парламентарни? Со новите законски одредби, кои што морам да напоменам беа едногласно овај пат усвоени, ги прифативме сите забелешки од опозицијата, сите препораки од ОПСЕ и од ОДИХР, се со цел да ги исполниме и да ги неутрализираме нивните сомнежи во некакви изборни нерегуларности, кои што гарантирам дека во последните 6-7 изборни циклуси нема ниту дамка од тоа. Денес луѓето се парламентарно созреани, се демократски созреани и знаат дека на нашите простори тоа е и невозможно да го направиш. Во контекст на тоа, бидејќи со новите законски одредби 20 дена пред почетокот на кампањата, во овој случај 23 март, не смеат да се прават некои работи, не смее, значи, да биде активен парламентот, да се гласаат законски решенија. Во тој контекст последниот период беше максимално динамичен и донесовме неколку закони кои што се од исклучително значење за граѓаните.
Посебно мене ме радува, значи, како партија која што доаѓа од десницата, која што секогаш има некои подруги визии, подруги сваќања за демократското уредување во Република Македонија. Посебно ми е драг законот за професионално ангажираните војници. Така. Активно учествува во неговото изготвување како заменич член во Комисијата за одбрана и го направивме она кое што го бара 3700 професионални војници кои што во минатото и покрај 5 министри од Социјалдемократскиот сојуз имаја една состојба на агонија, така, нерешен статус после 35-та година. Како ниту една друга држава, значи во Европа, во Балканов, ние ги остававме тие луѓе на улица. За таа цел во 2007 пристапивме кон зголемување на таа граница до 38 години. Минатата година таа граница ја зголемивме до 45 години, што е максимум, значи, во Така. европските земји, Така. но сега го направивме она најбитното за нив. Со одлука со законско решение, тие луѓе и после 45-та година Да бидат до нивната пензија ќе бидат работно ангажирани во струки, професии, министерства, органи на државата кои што се сродни на нивната професија, дали во шумска полиција, дали ќе останат во Министерството за одбрана како дел од оние стражарски служби, оние Едноставно да кореспондира. едноставно да кореспондира. Тие што го работи автоматски, значи, со нивното пензионирање 45 годишно од активната работа во професионалната војска, без ниту конкурс, ништо друго, тие ќе бидат единствено со одлука 15 дена пред завршувањето на нивниот 45 стаж, ќе бидат преземени во овие институции. Тоа ми е вака посебно драго законско решение, бидејќи ја решава судбината на 3700 фамилии во Република Македонија. Секоја сериозна држава посветува максимално внимание на безбедноста и на оние луѓе кои што се одлучиле да не чуваат и да ги бранат нашите граници. Така, жртвувајќи се себе. Го донесовме и законот за зголемување на нивото на минималната плата, Така. нешто кое што во минатото беше баук и никој немаше храброст да помисли да го донеси. Денес со тоа сакаме да влееме сигурност и во сите оние работници кои што работат во приватните фирми, во оние фирми за кои што порано имamo шпекулации дека ги осигуруваат, не ги осигуруваат работниците. Јас сум длабоко убеден, сигурно моето мислење го дели плебската и регионалната јавност, дека во овој момент злоупотребата на работниците е на многу помало ниво. Не верувам дека има некој економски субјект кој што во денешницава со овие построги законски решенија би се осмелил да функционира на штета на вработените. Така, мислите дека и вработените со тоа автоматски се охрабрија да кажат каде што чувствуваат дека се онеправдани на некој начин? Порано беше револуционерен и храбар чекор работниците да го кренат својот глас во интерес на нивниот мобинг и на нивната тортура. Так. Денес имаме и законско решение за мобингот, имаме постојано отворена линија на каде што работниците можат да ги пријавуваат работодавачите во однос на неисполнетите, било да се финансиски, било пензијски, инвалидски обврски, се со цел да им овозможиме во рамките на работното место да имаат услови за да си ја заработат платата честно и поштено така како што треба. Да не бидат од никој ниту злоупотребувани, ниту да бидат под дејство на мобинг. Така, тоа дефинитивно се големи исчекорувања напред. Големи исчекорувања напред во интерес на работниците. Така. Бидејќи сите било нашите роднини, секој има во своето семејство работник, некој кој што потекнува од работничко семејство, јас имам дома таков случај. Така да редно време беше да се заштитат тие луѓе. Исто така ми е битно законското решение кое што се однесува на стечајните работници. Донесовме едно решение кое што, ако во минатото беше парцијално, сега ги офаќа сите оние државни 100% фирми кои што во периодот од 2000 до 2013 година, до 31 декември, биле под стечај. Така. И очекуваме дека и ова законско решение ќе опати околу 3000 луѓе кои што ќе земаат 34% од просечната плата како месечен надоместок. Тоа е 7100 денари. Листата за фирмите кои што ќе се опаќаат со ова законско решение треба 15 дена после изгласувањето да биде доставена од Министерството за финансии и труд и социјала во подрачните единици, да можат луѓето кои што се такви случаи да се проверат во базата за да можат да ги остваруваат тие права. Значи, нашата политичка опција
не действува популистички. Ние дел од овие законски решенија не ги ветивме во програмата. Меѓутоа се наметна... согледувајќи ја реалната состојба, сакајќи да ги одделиме политиканствата од здруженијата, од УНИТ, од други оние кои што живеат добро, ама се представуваат жртви на транзицијата, Така. сакајќи да навлеземе длабоко во проблемот на оние кои што се реално засегнати и работеле во исклучиво државни фирми кои што пропаднале, се одлучивме на ваков чекор. Злоупотребите продолжуваат, веќе гледате на телевизија. Да бидат опатени и оние кои што биле во приватни фирми, ама верувајте, нема ниту една земја, не во Европа, во светот нема земја која што ги третира стечајците кои што потекнуваат од приватни фирми. Тогаш не знам каде би бил крајот на оваа држава. Ако било некое добро законско решение, тогаш сигурно постарите демократи, оние кои што имаат подобра економија, би го практикувале тоа решение. Но тоа е неиздржано и е нонсенс во европската економија. Така, и поучени од тоа, затоа и прибегнавте можеби кон нешто што повеќе соодветствува и за реално да биде изводливо во секој случај. Оти рековме, навистина има многу приватни фирми, меѓутоа сите, ако тие луѓе... И покрај сите ризици, и знаењето на политичка злоупотреба од другава групација, значи, од она која што потекнува од некои од приватните фирми, се одлучивме на ова законско решение, бидејќи сме убедени дека е во интерес на тие 3000 луѓе кои што колку толку ќе можат да добиваат некои средства кои што досега не ги добивале. Ако се погледне, значи, во бројки искажано, имаме близу 4000 од војниците кои што ќе бидат професионалните војници, значи ќе им се регулира и понатаму на 7000 семејства. Имаме, значи 7000 семејства, да ги сметаме по 4 просек, тоа веќе значи нешто повеќе во подобрување на... За мене уште е побитно што тоа се случува во еден период на економска криза која што се уште трае. Така. Може би стигнува, ама се уште трае. И гордост е да си дел од таа политичка опција која што успеа да ги задржи сите работници на своите места. Така. Зборувам и за администрација. Тоа не се случува во регионот. Секој некој што сака да оддели 5 минути може да прочита за Грција, за Србија, што се случува и што ќе се случува во иднина со, например, со електростопанство во Грција. Таа се вика ДЕИ нивната фирма. Што се случува со нивната администрација? Што се случува со пензионерите? Кои што заборавив дека со одлука на собранието, знаете дека оваа пензија е за 600 денари повисока и конечно се практикува она која што мене секогаш ми задаваше една дилема. Сега имаме нелинеарно туку зголемување во сума. Сега и оној кој што зема 8000 пензија, и оној кој што зема 17000 пензија, ќе му биде покачена за 600 денари. Так. Нема да биде зголемувањето линеарно во проценти, туку во одредена сума на средства. Тоа предизвикуваше револт и така натаму. И може би оправдан револт. Затоа што пропорционално кога ќе ги погледнеме средствата, кај некој иди 300 денари зголемување, кај некој 1500. 1500 не е исто. Вака е покоректно. Така. И да се вратам на мислата, значи, ако се споредиме со другите земји кои што прибегнаа кон она најболното, значи да ги испуштаат работниците, во тој аспект Република Македонија го задржа она кое што го требаше. Стабилност, економска сигурност, земја која што е најмногу задолжена и кредитоспособна. Претојниче, иако претседателските избори во споредба со парламентарните и со локалните избори немаат некаква директна корелација со сеопштите случувања на економски план во земјата, но сепак се битни, фала Богу дека треба да го избереме таткото на нацијата. Велите дека во изминатиот период, и ние гледаме, се случија многу промени, многу измени на законите, се со единствена цел да се подобри животот на граѓаните на Република Македонија. Од друга страна, сакам да прашам, дали овие сите тековни активности, па и вклучително и овие измени на законите што ги велиме, на законската регулатива, се доведуваат во корелација со престојните избори или едноставно тоа е повторно, еве да кажеме, дел од вашата политика, бидејќи велите и добар дел не беше ни ветен, но некаде па почнавте да реализирате такви проекти? Значи, таквото мислење се наметнува бидејќи се базира до периодот од 2006 година. Така. Но денес граѓаните сватија кои што на неколку пати даваат доверба на оваа политичка гарнитура дека владата на Република Македонија континуирано ги спроведува реформите кои што ги ветила. Дали било сега во јануари, дали било во септември, другата година, претходната година, законските реченија кои што се во интерес на граѓаните си течат. Така. И затоа не држат тие констатации дека биле заради изборите,
заради предизборието, заради председателските избори. Она кое што е ветено и она за кое што утврдила владата во буџетот дека има средства, се реализира во интерес на граѓаните. Ниту во еден контекст не се доведува тоа во корелација со престојните парламентарни или председателски избори. Ова не го поставив случајно како прашање, бидејќи на задоволство на тутунарите ние не можеме да ги одминеме, да ја одминеме таа проблематика, се знае дека Прилеп е тутунски град. Никаде немаше најавено дека ќе бидат пуштени субвенциите минатата недела, значи, меѓутоа сепак субвенциите ги има, исплатата тече без застој и така натаму. Како тоа да го објасниме, еве, бидејќи како новинар зборувам, на почетокот имаше недоверба кај тутунопроизводителите дека започна исплатата на субвенциите. Зошто? Заради тоа што власта не се пофалила никаде да каже дека ќе почне да ги исплаќа субвенциите, иако тутунот не е се уште дооткупен или поточно откупот не е завршен. Тутунарите се наша реалност. И нема некој кој што не се чувствува добро кога ќе ги види редиците пред банките, каде што луѓето ги чекаат своите пари кои што се макотрпно заработени. Так. Знаеме дека тутунарските пари се најмачните пари, најзаслужените пари. И за таа цел субвенциите за таа индустријска култура реално се дупло поголеми од сите оние други земјоделски култури. 60 денари навистина во ова време на економска криза е многу. Викате биле изненадени и биле скептични. Да, и скептични во исто време, точно. Кампањата на опозицијата на некој места се го прави своето. Знаете какви беа дискусиите кога се носеше буџетот годинава, лани кога беа тепачките, кога беше уништувањето на Собраниската сала, кога беше отпорот, кога фактички ја страмеја Република Македонија. Па че сме крахирале, бетар од Грција ќе сме биделе, немало да има средства ниту за пензии, ниту за плати. Значи оние кои што ги скратуваа пензиите плати и платите, сега ги плашат луѓето дека ќе нема субвенции. Но средствата за субвенции, гледате, континуирано според нашата програма се зголемуваат. Почнавме од помали средства да стасаме до 140 милиони евра. Нешто што е баснословно, во споредба на социјалдемократските 5 милиони евра кои што и тие докрај не ги исплатија. Значи, за околу 25 пати повеќе. Законскиот рок за исплата на субвенциите е точен и навремен. Така. Можам да им порачам на тутунарите за добро, за среќа и за здравје да се ги трошат средствата, да бидат длабоко убедени дека ќе бидат исплатени субвенциите до денар, бидејќи реков, нивната пот и нивната мака го заслужува тоа. Оваа година имаме зголемо количество на производство на тутун. До овој период се откупени околу 22 милиони тони, количини кои што се исти на ланските. Но има за откуп, според моите сознанија, уште 8 или 9 милиони килограми тутун. Не ме спајкајте, значи до килограми. 5 сигурно има. Кога ќе бидат, значи, спремни документите, кога ќе бидат добијани сите оние параметри и податоци кои што ги даваат откупните фирми во Република Македонија, тогаш субвенциите ќе бидат исплатени на сите. Во овој период, според моите сознанија, исплатени се 22 милиони евро субвенции за земјоделците. Најголема ставка од субвенциите оди на тутунопроизводителите. И на посебно наше задоволство, голем дел од тие средства влегуваат во нашата општина, во Долненската и во Кривогаштанската општина. И конкретно во 4-та изборна единица, земајќи ги тука Радовиш, Струмица, реони кои што се занимаваат многу со производството на тутун.